ЈСП не распишале тендер за купување на електронски картички, туку договорот со ИД Карц го склучиле со преговарање. Отитно требало да се набават картички за возење со автобусите, велат оттаму. На огласот се пријавиле 3 фирми, тврдат од ЈСП. Во дописот до Алфа испратија само цена на 2 оператори. 120 денари по картичка понудила фирмата ИД Карц, со која главното предпријатие и го склучиле договорот, а Телеком понудиле 135 денари по картичка. Која е третата фирма и колку понудила, ЈСП не навеле во својот допис. Предходна цена на електронска картичка изнесуваше 100 денари по парче, кога вкупно од Телеком, кој досега беше единствениот добавувач на електронските картички, само последниот пат беа набавени 100.000 парчиња на картички. Тогаш во отворена постапка имаше само еден понудувач. За сега во постапка со преговарање да имаме 3 понудувачи, при што предходниот добавувач Телеком понуди цена од 135 денари по парче. Што се однесува до вториот договор од 130.000 евра за консултантски услуги, според изборот на ЈСП, IT Plus Smart Consulting биле економскиот најповолен понудувач. Колку фирми учествувале на овој тендер не навеле ЈСП во дописот до Алфа. Договорниот орган не може да влијае врз бројот на заинтересираните и способни економски оператори, а процената вредност на набавката изнесува 3% од вредноста на системот, кој е предмет на анализа и ревизија, што е целосно во рамките на предвидените норми за ваков вид на услуги. Улицата Димо Хаджидимов број 81 е седиштето на двете штотуку формирани фирми ИД Карц и IT Plus Smart Consulting, кои минатиот месец добија 2 тендери од ЈСП во Скопје, вредни околу 200.000 евра. Според податоците од Централен регистар, оваа адреса е местото на живење на сопственикот и управител на фирмата, кој двете компании ги отворил во рок од 1 недела со непаричен влог од по 5.000 евра. Позади мене е стамбен објект, приватен, каде што живеат луѓе. Соседите првпат од Алфа слушнаа дека овде се наоѓаат 2 фирми. IT Plus Smart Consulting е формирана 20 јуни, месеци 4 дена. По основањето го добила тендерот од ЈСП вреден 130.000 евра. Истиот собственик 7 дена подоцна отворил втора фирма, ИД Карц, која по непол месец добила бизнис од ЈСП вреден 78.000 евра.